Почитувани мои, добар ден. Почнуваме со најновото издание на Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме со вас во него. Медицински кадар недостига на сите клиники, а околу 350 лекари и 1400 медицински сестри чекаат вработување. Ветените 1117 вработувања се стопирани, а ВМРО, ДПМН и СДСМ меѓусебно се обвинуваат кој е виновен. Партијата е посилна и од просекот на медицински факултет, велат младите лекари. До кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните? Тоа е прашањето кое што денес го поставуваме во Црвена линија до сите вас, а кога сме кај прашањата, подсетување да не заследите и на Инстаграм и да го дадете одговорот на денешното Инстаграм стори анкетно прашање, кое гласи: дали за вработување лекари е поважна партиската книжка од дипломата? Да, не, две опции за одговор, ќе кликнете на опцијата која е ваш одговор и не заборавајте, како и вчера и сите изданија наназад, ве очекуваме да бидете во огромен број со активно во живо учество во ова издание на Црвена линија. Значи, денеска конкретно ве прашуваме, односно до кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните. Верувам дека секој од вас ќе го има одговорот на ова прашање, ќе го каже својот став, мислење, а можеби и свое лично искуство на кое што сте сведок кога зборуваме за оваа тема. Меѓу другото, до нас се доаѓа со вртењето на добро познатиот веќе број 023070005. Она што мора да го повториме уште на самиот почеток е секако да го намалите целосно тонот на телевизорот по вклучувањето во емисијата. Поради квалитетот на звукот и пред се добро да се слушнеме. Не зборувајте ниту на интерфон, што значи доволно е преку слушалка, јас и вие да зборуваме, а секако оние кои што не следат да го чујат вашиот став и мислење. А ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Почнуваме, верувам, и со првиот гледач. Добар ден! Добар ден, дали се слушаме? Добре, најверојатно ќе наречам лажна тревога. Како да, не заборавајте да го завртите пред се телефонскиот број 023070005 и она што е најважно, веднаш да го намалите тонот на телевизорот. Ке ги вклучиме нешто подоцна секако и твитерџи, а ке подсетиме дека инспирирани сме за темава да проговориме со вас, која што со години наназад е актуелна, но еве медицински кадар од година во година се повеќе недостига, односно недостига на сите клиники. Околу 350 лекари и 1400 медицински сестри, пак од друга страна чекаат на вработување. Ветените 1117 вработувања се стопирани моментално, а ВМРО, ДПМН и СДСМ, ќе подсетиме, меѓусебно се обвинуваат кој е виновен. Каква е според вас состојбата и дали сметате дека е поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните? Ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Ако сум ја наред? Да, вие сте и тоа прв гледач, со вас ќе почнеме. Ајде, нека биде за убаво и добро да речено, да сте ми здрави живи сите. Да сте здрави живи вие. Амин. Вака, зашто се натега две партии? Затоа што СДС немаше време 7 години да вработува. СДС дуи цела кампања и дојде точно 5 до 12 да ги вработува. А по 10-12 години медицинските сестри работат договорна дело. Тоа се знае, пошто јас од таа брачка. И сега лекари зашто неаме? Каде? Што ни требат нас лекари? Колку останат ние тука во оваа држава? Што ни требат? Доволно се за нас. Кој гледа за народот? Никој. Се натегуваат меѓу себе на така навака. Кој ќе дели повеќе? Зашто мене не ми даваш толку, него ти за себе земал толку, пошто е државно јасно тука. Кој може да ги контролира? Никој не може да ги контролира. Почнувајќи од судот, па не знам, и све надолу и надолу и надолу, а народот е веќе све тоне и губи. И губи, се уништават од нервите,
од шеќерни болести, од разни болести, па нема ни лекови, па лековите секој ден идат, ја не знам, то стават. Но еве има и недостиг на медицински кадар, еве се прават и партиски вработувања во здравството. Види, ако нема партиска легитимација како пасош за Европа, тешко ќе биде вработен. И тоа, знаеш како? Само ќе ги лажат, пак нема да ги вработат за резервна гума ги. Како резервна гума. Добро, благодарам многу. Секако да не останете во добро здравје, тоа посакуваме и да продолжите да не следите се со цел веднаш повест да видиме какви одговори ќе добиеме на прашањето кое што гласи: до кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните? Добар ден. Добар ден. Добро. Како и да е, она што еве јавноста секако може да прочита е низ огромен број наслови дека лекари се вработуваат или партиски или етнички, но секако со врски. Она што ве прашуваме вас е како ви се чини до кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните и дали за вработување лекари е поважна партиска книшка од дипломата и особено просекот и квалитетот на оној кој што се подготвува да стане особено врвен медицински кадар. Добар ден. Дали имаме на 023070005? Како и да е, најверојатно интересот е голем, па се случува нели да настане блокада, но тоа и очекувано е со оглед на тоа што зборуваме пред се за здравјето на граѓаните, кое што е во рацете на здравството, а здравството кубури со медицински персонал, односно медицински кадар, па да видиме што ќе кажат гледачите. Добар ден. Среќен ден. Најсреќен ден и вам секако, во црвена линија сте. Така, и кој ќе појдеме на лекар да видиме уште посреќни. Ако најдеме некој што се разбират од медицина, затоа што сега овие што студираат со дипломи од Западна Македонија и сега се примат 99,9% према Бадентер, сите албанки, сите албанци. Тоа е Бадентер така кажал. 100% да се примат албанци, па после македонците или се неписмени, или заминуваат во странство. И нема кој да не лечите. Затоа сега мора да бараме од друга држава да идеме да се лечиме. Ова кај да појдиш е сето катастрофа. Катастрофа. Ова нигде го да нема. Немаш поверење кај да појдиш да установиме било за каква интервенција, што може да ти се случи. Може да ти извад бубрек, може да ти извад срцето, веќе нема да ти ги извад, се застаниш одма. Ама органи има што може да ти ги извадат и ти откај да што ти остави внатре, не можеш да видиш. Според вас, еве, се уште ли партиската книшка е поважна од дипломата? Па ова партиската книшка е сега најважна во моментов. Затоа што народот како народ тоа го прави. Народот подпомага такви работи да се случуваат. Народот за една ситница да се тигни до овие да ги протерат. И сега во овој момент на чека. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди и секако благодарам и на гледачот што се вклучи во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас и секако и вие да ни бидете во добро здравје. Ќе бидам кратка. Се работи вака за лично да ви кажам искуство. На клиниката за уво, нос и грло во Скопје, ако ви кажам, нема да верувате нити вие, нити целокупната јавност. Специјалист анестезиолог 2 години по договор на дело. Не му продолжува договор на дело. Не продолжувате ве оваа година, се уште чека детето. Срамота. Ова не знам дали знаете што се случува кај нас на клиниките. Значи, уште еднаш да повторам, специјалист анестезиолог по договор на дело работи. Затоа што економскиот директор од албанска националност не сака да потпише договори. Ги малтретира минатата година 5 месеци беа без плата. Еве сега оваа година месеци, втор месец како работи без плата, специјалист анестезиолог ве мола. Немам што повеќе да зборувам. Јас се ова што го кажав, сите нека слушнат, нека разберат. Едино што останува,
Јас им кажувам сите што се по договор на дело, нека штрајкуваат со глад пред владата, нека излезат, само така можат. Ако не штрајкуваат ништо нема да направат. Ви благодарам многу, пријатно. Големо благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија и еве одлично искуство предучивте со што вие на што вие сте сведоки, со што се соочувате. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден, се волам од Неготино. Голем поздрав до неготинчани кои што не следат во моментот. Благодариме. Вака, да се сефте си јавува, ве следа повеќе време, во врска со вашите теми. Имаме не само во здравството, не само во било во кој било сегмент на нашето општество. Имаме крупни грешки, неболози, не знам што да кажам. Не функционира ништо во нашата држава. Ни здравство, ни полиција, ни не знам што да кажам повеќе. Еве сега ги покажа. Каква е реалната состојба еве со медицински кадар во Неготино со оглед на тоа што таму ни севувате? Во Неготино е никаква ситуацијата околу медицинскиот кадар, немаме никакви специјалисти и тие што ги имаме, добро е што блиско е Кавадарци и таму патуваме. Али и тие што се луѓе тука, ко будат, како што рековте вие, исто под договор на 2-3-5 години одат со 10.000 плата и така. Нашите министри, нашите директори во тие здравствени установи се катастрофа за ова наше општество. И не знам што да кажам повеќе, мислам дека се кажа. Така, благодарам многу и вам еве што го споделивте и вашиот став и гледање, секако и еве доловивте каква е состојбата кога станува збор за Неготино. Слушнавме од гледачот дека среќа па Кавадарци им е блиску, па кога имаат потреба патуваат и до Кавадарци за здравствени услуги. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, верувам дека сте добро, па повелете. Јас сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Ева, ајде да ве поздравам вас и вашата телевизија. Благодарам многу. Вака, здравството наше и лекари, медицинскиот персонал за 30 години знаеме како се вработуваат и знаеме како доаѓат на работа. Без разлика пред 20 гледачи што ви се јави тој што ви збореше за западниот дел на Македонија, што се јавуваат, што се вработуваат лекари и медицинскиот персонал, он само шири лажни дезинформации. Да збориме еве за источниот дел, да збориме за клиниката во Скопје, во државна болница. Значи, за 30 години ние не можеме да добрите стручните лекари бегат у приватни клиники. Јас знам доктори на клинички центар кои за појаки операции за ова лично се договараат за цена. Значи за цена да ова. Така да добриот лекар, хирург, оператор или не знам што, он нема да седи под вакви услови кои се партиски, он нема да седи у државна клиника или нема. Седат тие што ете баш така се вработуваат партиски, што е, јас знам кај матичен лекар, знам девојче која работи, која учеше текстилна школа. И јас знам лично, ја прашувам собараш ти овде, па викат направи преквалификација и станала, не знам како, медицинска сестра или не знам што. Така да, Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Ке подсетам, само внимавајте и на време траењето. 90 секунди се предвидени за секое јавување, но додека траеме, секако можете повторно да го завртите нашиот број и да добиете своји нови 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Верувам дека сте добро. Па добро да ти кажам. Добро, веќе ништо не е добро, ништо тоа се не знаеш што те чека после, што утре. Така да темава ви е на место ставена, ама многу сум разочарана, Тина.
Значи, сега кога кажа гледачот, треба да излезат тие по договор на дело да штрајкуваат. Не, треба сите ние да излеземе, да штрајкуваме заедно со нив, затоа што тие треба нас да ни помагаат. Треба да излеземе да им кажеме на оние што си качија 78%, да им да качат на докторите, на сестрите, на тој цел болнички кадар. А не тие си качија баш и негалјат и ќе се дадат приватно, ќе се прегледаат или не знам операции што не, што туку па нив бутур не им ја, сега ми текна, викам, па што зборам за нив, тие си кркаат, онака баш си живеат лагодно, ништо не оскудеваат, зошто па нив да ги боли глава, нели се од стрес се случува, така да сум многу разочарана што многу има вработувања партиски, што давно е ова, не е само денеска. Значи, треба партиски да бидеш ни од овие, од оние, од третите, четвртите, за да работиш. А колку си ти стручен, дали си ти способен, тоа е веќе друга приказна. Мене во еден наврат во болница ми ја сгрешија работата, може инвалид ке бев, затоа што нестручно лице беше вработено. Сакам да кажам, од секогаш имало, уште има и продолжува. Зошто не се вреднува тој што стварно е способен? Што се случува ова? Зошто они бегаат докторите? Зошто вака? Значи треба... Благодарам и вам за јавувањето. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добри ли сте? Добри сме, дали сте вие добро? Фала на прашање, добри. Добро, Сакам така да нека се- и остане. А еве, според вас, дали партиската книжка е поважна од дипломата? Па, сакам баш за тоа и веќе години наназад се дебатираме за таа тема. Секогаш партијата е позначајна од дипломирање од некој доктор. Сите доктори бегаат од државата и одат во странство, бидејќи тука ако не одиш да гласаш, нема да си на работно место. Значи, тука треба да има еден штрајк во Македонија, да се организира штрајк и да излезат сите граѓани да го подржат образованието во Македонија. Толку од мене. Фала. Благодарам многу, Куси, но сепак јасни, продолжете да не гледате и понатаму. Многу убав ден, чао. Најубав ден и вам. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Вака, јас се јавувам, дипломирана сум на струка блиска до здравството и сум многу револтирана во однос на тоа како се избираат здравствените работници во нашата држава. Прашањето е до кога. Значи, здравствената нега треба да биде базирана на најдобрите научни и етички стандарди. Вработувањето на квалификуваните лекари и здравствени работници по нивната струка е клучно за обезбедување на високиот квалитет на услуги во нашата држава. Се додека се базираат на професионална компетентност и искуството на здравствените работници, тогаш самите граѓани ќе имаат доварба во здравствените услуги и ќе можат без проблем и без доза на несигурност да одат и да се лекуваат во нашите здравствени установи. Најдоброто што може да го направи нашата држава за нас, академските граѓани, е да избегне политизација. Што значи тоа? Дека сите сектори, јавни, почнувајќи од здравството, завршувајќи до градежништво, архитектура и сите сфери на општество кои што сме засегнати ние како граѓани, треба да се избегнуваат политичките влијанија, да се осигура дека одлуките кои што се донесени за избирање на здравствените работници да се од објективен аспект, односно да не се внесуваат здравствени работници кои што се поврзани на некој начин со избирачките комисии. Така, благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Продолжете и вие да не слушате. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Види, Тино, ако треба некој висок функционер, висок партиски војник да се вработи, ќе најдат работно место за него како министер за добро владење, како заменик министер, како заменик на заменикот министер, а кога треба да се вработи некој во здравство или било каде, ќе речат министерот по финансии кажува дека нема средства и така во недоглед го влечат тоа.
Немој да мисли овој народ дека ќе опре работа за Мицкоски или било кој. Тие се едни исти. Тие едни од Сиđi Мурто да се качи Курто, што би рекле србите. Толку би имал да кажа, бидете поздравени. Благодарам, бидете поздравени и вие, и сега кога останете со црвена линија. Одиме, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Ве поздравувам, емисијава ви е супер. Благодарам многу. Имате топли поздрав од Чаир. Поздрав и до оние кои што не следат од Чаир. Така, супер сте, емисијава ви е супер. Првим, второ да ги поздравам сите лекари што се кај нас во Македонија. За мене етикум не е. Сите се добри за мене. Така и така не вработе сум. Ме интересира само за овие што се сестриве, например, што се со договор. Што бидно, зашто не дават ни плата, ни да му продолжат договорот. Само за тоа сакам да прашувам. А какви одговори добиваат од надлежните кои што одлучуваат за нивната состојба во однос на договорите? Види, господи, моментално нема директори таму. Све е празно, кај да идете? Молам? За во болницата во Чаир? Не, во државна болница. Во државна болница, така, добро. Така. Па влезете во сите институции таму, торокална или физика, ова што е таму, пулмологија, нема директор. А жените се жалат, немат плата, овие договорциве. Ве молам уште еднаш, ако може, вие специјално да идете до таму и една проверка да направите. Така, затоа имаме црвена линија и граѓаните гласно, јасно да кажат на што се сведоци, односно со што се соочуваат кога зборуваме за темите за кои што зборуваме. Благодарам многу и вам за јавувањето во ова издание. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Добро, дали го имаме гледачот на линија? Добар ден. Да, или тоа е она со што затоа и постојано повторуваме да се намали целосно тонот на телевизорот. Да. Дали го намаливме целосно тонот? Да. Добро, се слушаме? Да. Да, повелете, дали според вас партиската книжка е поважна од дипломата? За се е прво партиската книжка, после дипломата. Зашто бега младите наши устранство? Дипломирал, завршил, специализирал и бега устранство, тука го понижуват. Прават го дека ништо не знае. Па знаете го случајот со Кочани, што беше докторчето. Последниот што беше со најслаб успех го примаа, него го одбија. После виде дека народот негодува, примаа го и него. Исто и тука така. Гледайте у гостиврат директора самоволно, какво самоволие владее ни нашата држава, само ако сте партиски определен, тога ќе примат. 10 души прима албански доктори, а таму живеат и турци, и македонци, и роми, и секакви. Зашто не прима пола или како беше договор, Охридскиот договор? Еден прима 3, а они примат 10 прима 1. Како не се знам, бил он газа, он знаел колко треба да прима, кој е он. Исто и по судовето, секаде е така, само партиска книжка, или ако имате некој од владата на работа, тога е една чеферица има како положи прво судиски испит, а факултетот не е завршен. На Ванчева сестра е прима, на многу други, на суди, керки, снаи, синови. Тоа е таа картина. Пријатно и фала многу. Благодарам многу и вам за јавувањето. Одиме понатаму, предност даваме секако на вклучувањето во живо и подсетување дека оваа дискусија можете да ја продолжите и секако да ја префрлите на социјалните медиуми. На Facebook е објавена темата, се разбира, каде што можете да споделувате и да коментирате. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте, повелете. Добар ден, значи, дали за вработување лекари е поважна партиска книжка од диплома? Нормално дека дипломата е поважна од партиската книжка и дека е потребно знаењето за да се лекуваат луѓето. Али исто така не е поважна ни козметичкиот третман повеќе од цената што треба да си ја платиме кај лекарите. Поточно кажано, значи,
поради ефтината цена на лекарските прегледи, мислам и всушност и финансискиот дел што го добиваат лекарите, мислам дека таа е најголемата ставка поради која што се заминуваат. Со години наназад, лекарскиот преглед е на најниската цена за разлика од козметичкиот третман. И на нашите граѓани повеќе им се битни козметичките третмани него лекарскиот преглед што треба да го платат. Очекуваат дека треба всушност лекарите бесплатно на нив да им пружат здравствена заштита. Еве, како го коментирате тоа што голем дел од нови медицински лица кои што сакаат да работат, еве имавме гледачи кои што рекоа чекаат подолго време, работат на договор на дело и работат без примања. Дали е поважна за нив партиската книжка да имаат за да ја остварат всушност својата цел и исполнат својата кариера за која што и учеле? Значи, секој што учел, мислам, секој што завршил со свој труд треба да си биде вработен случај така како што доликува. Така да за тој дел нормално дека се служуваме дека треба да бидат вработени доколку имаат желба да работат, али стварно да работат. Стварно да работат. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добра вечер, Тале. Како е во Прилеп? Има ли доволно медицински кадар? Па, точна прецизна информација немам, но така се надевам дека има добронамерни лекари во цела Македонија, но има поединци кои сакаат нише врата за неплата, независно лекар, сестра, ги повикувам тие кои така се однесуваат да бидат луѓе со срце и душа човечка, плата земаат од овој народ и треба да го лекуваат, но сепак и како пациенти. Јас кога сум чекал да речеме ред некаде за преглед, има некои пациенти се многу нервозни, па лекарите не чинеле, а за своето здравје пред се сме одговорни ни самите пациенти. Ако јас се пијанчам, цигари пушам, живеам нездраво, дали е поважна за вработување партиската книжка или дипломата? Имало примери. Еве ќе ви кажам, кога беше ВМРО на власт и министерот Тодоров, советник му беше СДС-овецот Филипче. Значи, ВМРО како партија на власт не гледала партиска книжка, туку за советник на Тодоров, министерот ВМРО во таа влада, што Груевски го повика Филипче како експерт да му биде советник. Но што се случи? Кога дојде Филипче на власт како СДС, ги суспендира и врвни лекари. Кедев, кардиолог, врвен лекар наш, го суспендира. Тоа не чини. Значи, има разлика од ВМРО македонци за народ и СДСовци канибалисти што јадат живи луѓе. Тоа е голема разлика. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте, повелете. Па јас еве да кажам дека овие све што работат, сите се со партиски книжки таму. И сите се примени како стажисти и работат по 5-6 години и само ги оценуваат и од двете партии, и од ВМРО, и од СДС. Ги оценуваат за да гласаат, за да имаат гласаат тие и нивните фамилии само за партиски, а сите се со партиски книжки е таму примени. Не е само во здравството, секаде. Секаде кај што се примаат, секаде така ги примаат партиски и ги ставаат како волонтери со 12.000 плата таму и да седат цел ден да работат. Тоа е тоа. Ако е тоа се, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас, да слушнете што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав голем до вас. И за вас најдобар поздрав од убавото Неготино. Поздрав до Неготинче ни повтор. Лекари е поважна партиска книжка, се разбира. Дипломата не важи. Дипломата не е основа за вработување. Дипломата роди реда. Ако не си партиски војник, никој не те вработува. Иако си завршил
факултет 7 години и си одел на специализација, тоа нема врска воопшто. Кога станува збор еве за здравјето на граѓаните, еве и оние кои што одлучуваат, нели сметате дека не ги загрижува тоа ако имаат недобар, неквалификуван кадар кој што е вработен врз основа на партиска книшка? А зошто да ги загрижува кога тие зимат, тие самите му го прават тоа на здравствените работници, кога зимат 30.000 плата ли е? Па срамота е оскудна плата од 30.000, а цел живот учиш и уште учат. Учат по 50 години и зошто? Па наравно дека нема да не шмирнеш ни за сува слива. Тоа ли? Значи, според вас тие не размислуваат и самите како пациенти? Не. Кога еден судија зима 150.000, зошто па лекар да зима 30.000? Па нема никаква резон тоа. Така, благодарам многу за вклучувањето. Поздрав уште еднаш до сите кои што не следат во Неготино. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме во црвена линија. Од Крива Паланка. Поздрав до сите кои што не следат во Крива Паланка. Благодарам. Вака. Партиските книшки треба да ги заборави целата јавност у Македонија. Пошто партиските книшки голема штета ни нанесоа на нашава држава. Тоа е страшно нешто, кога може докторите да взимат, докторите парламентарци е по 2000-3000 евра, а докторот да не може да земе 1000 евра, тоа е, значи, толку страшно наша држава што не може да постои. Него да се освести наши македонци, да се освести парламентарци, да ги награди докторите и да лечи народов у Македонија. А во однос на вработувањето, останува според вас партиската книшка да е попресудна во однос на дипломата? Тоа не треба да го дозволи партиската книшка, да ти кажем. Моја ќерка е завршила дефектолог, што цело време се е маткала 3 години, никако да го примет у Паланка како дефектолог. Ако не била партиска, по ниња не мога да се вработи, така си остана без работа, фати странство и многу ми е криво. А дали еве во странство веднаш се снајде и си најде работа како дефектолог? Да. Да ти кажем, у странство си работи како дефектолог, веднаш се снајде и плата си зима, работи тама. Оваа наша држава е за никаде. Благодарам многу еве што споделивте и од ваше лично искуство како изгледала голготата на вашата ќерка во однос на барањето работа во земјата веднаш по завршувањето на студиите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво, без партиска книшка не може да се запосли никој, дури ни метлач, а да не зборуваме за лекар. За мене лично е недозволиво тоа што се прави. Треба да биде принципот конкурс, да се избере најдобриот, рангирање, затоа што во спортот има прво, второ, трето, златен, сребрен, бронзен медал. Но овде кај нас се работи последниот, кој што може да ја купил дипломата, а ќе го земе местото кој што воопшто не го заслужува, не е остручен и не е квалитетен. За мене во медицината, значи е добро да има пробна работа, максимум 6 до 1 година, за тоа да прима минимум 60% плата од она која треба да ја прими кој ќе биде назначен на функцијата и ништо повеќе од тоа да биде на чекање, да е на, како го вика тоа, на со години да работат без решение. Ми се чини дека тоа е, значи, експлоатација, понижување на кадрот и затоа немаме доволно кадар. Тоа што е квалитетно се отиде надвор од државава, тоа што не е квалитетно остана тука и затоа имаме такви лекари, такви резултати во лечењето и да речам на некого бубрези 2 ќе му изерат, не еден, па матка, па не знам што тамо, значи имаме случај во Струга. Така, подсетување, внимавајте на тајмерот.
Секако ќе напоменеме дека можете да коментирате и споделувате и на Facebook профилот е Црвена линија. Имаме и коментари, како да еве како изгледаме таму. Прашањето е поставено и за оние кои што не следат на Facebook, односно до кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните. Па еве Златко Вилковски, коментарот е низ ова слика, каде што напишал знаењето е сила, знаењето е мок, ама партиската книжка е закон. Па еве се сложувате ли со Златко Вилковски дека знаењето може би е сила и мок, ама партиската книжка е закон, особено кога треба да се вработува нов кадар и тоа во здравството. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Се надевам дека сте ми добро денес. Поздрав од Ѓорче Сити. Така, Ѓорче Сити. И па како е според вас? До кога партискиот интерес? Све додека партиите ДУИ, СДС, ВМРО не се сложат и во парламентот да изгласат за спуштање на парламентот, ако е тој и да објават некој 10 години да не води, да видите како ќе се следи во здравството. Јас ги кривам, еве да речеме доктор Карамфиловски, кого застапува? Доктор Бојчевски, на кого е синдикат? Госпожа Бекливовска... Ајме според вас, младиот кадар, кажете ми, овие младиве што студираат сега во моментот и завршуваат и специализираат, па дури и долго време работат на договор на дело, дали треба да имаат партиска книжка? Сите синдикати се разединети. Знаеме партиска книжка не само во здравството. Сегде треба. Зато реков дојка не се распушта, дојка не дојде некој друг да ни командува, тогаш нема да треба ни партиска, ни ништо. А како да дојде некој друг да командува? Ете, ви кажав, сите партии да кажат, да изгледа, може закон иде. Како некој не е за смење, тоа ќе дојде, верувајте ми. Кога сите не се задоволни, еве пред неколку дена имаше сојуз на синдикати Азевски, Стопанска комора Азевски екипа, дека не иде нешто во Македонија. Самите тие се разочарани од самите министри. Некој друг да видите. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Прашањето е до кога ќе биде поважен интересот на партијата од здравјето на граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Да, повелете. Вака би сакала да ви се сеќавате како е сменет од метлите и теравари професор доктор Јовев Сашко, кој го замени со Каравски Маријан, кој ден денеска по допрен глас ви кажувам треба да се испита, обвинителството да чуе дека тоа е веќе мртвачница секој ден. Сега да ви кажам, гледате што се прави партиски. Светски, европски признат кардиохирург. Го заменуваат и го малтретираат. Се го излагаат дека ќе биде совезник на Меджити, дека ќе биде теравари, дека не е кардиохирург. Се покуша да направат и сега го тргнаа насредна. Најдобриот, а сега кардиохирургијата се распаѓа. Начело со новиот директор. И никој ништо не смее да каже, затоа што ако каже, а таму 2-3 пати сум отишла, тоа е хаос. Хаос, се оценуваат директорите да не кажуваат, се оценуваат болничарите, се оценуваат, им пишуваат дневници. Јовев го сменија за 2 дежурства, а сега се пишуваат прекувремени дежурства колку сакаат. Тоа е партиското кај нас. Се упропаствува. Ме слушате? Да, ве слушаме, не ви упаѓаме во збор. Благодарам многу за вклучувањето. Секако благодарам и за тоа што еве го споделивте вашиот став и колку што разбравме она на што вие сте сведок. Како и да е, еве, интересно да напоменеме дека и Крушевчани имаат најмалку можности за здравствена заштита со последното истражување кое што ги зема предвид човечките и просторните медицински капацитети што им стојат на располагање на жителите на овие региони, како што се болници, здравствени домови, служби за заштита на жени, предшколски и школски деца, лекари, лекарски кадар.
Така да, лекарски, медицински кадар недостасува, но за вработување се добива впечаток дека приоритет е партиска книжка, а не толку диплома. Дали мислите дека тоа е така се уште и дека партиската книжка е поважна дури и од здравјето на граѓаните? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ќе мора малку повеќе погласно да зборувате за да ве разберам. Добро, ало. Одлично, сега веќе подобро. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Да. Добро. Вака сега, прво да кажам дека сте во право, дека се добива печаток. Не е точно дека се добива печаток. Исклучиво партиски барат. Лично искуство имам. Имам докторка завршена, специализира сега, завршила со специализација која што приватно си ја плаќа. И дојдовме во ситуација, определи се за партија, па да размислуваме за вработување. Тоа не е нормално. Дефицитни сме со доктори, а ние бараме партиска определба. Значи, претходната гледачка ја поддржувам 100%, не 100%, 100% за кардиохирургија конкретно. Сменивме стручен кадар, за да сега е тотален хаос. Јас сум година дена оперирана и излезена од таа кардиохирургија и одговорно тврдам дека таму имаше ред и дисциплина. Сега бе скоро на контрола, таму е хаос. Што тоа кажува? Дека примаме кадар што не соодветствува за да работи во здравство. Уште нешто да кажам, во сите буџетски институции, буџетски мислам што земаат плата од државата, на буџетот, сите да влезат на работа било каде. Тоа не е од сега, тоа е години наназад. Ако си партиски определен, ќе влезеш. Ако не, не. Големо благодарам и вам што еве споделивте ваши видувања и ваши сведоштва со оглед на тоа што еве и директно сте засегнати во однос на она за што зборуваме денес во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Видете вака, 6 месец бев 10 дена во ортопедска клиника во државна болница. И многу слушатели и на ваша, и на 24, и на Алфа зборуват за албанкиве. Па, двајца албанци бевме, се твојца македонци. Повеќе беа служени македонците него ние како албанци. И ве молам, треба да имате контрола на сето тоа што зборувате. Па дајте една за сегогаш да бидеме реални во зборувањето и во ова работата на... А кажете ми дали во земјава ви се чини дека партиска книжка е поважна од... Нема партиска книжка, како партиска книжка? Та имаш партиска книжка, ќе се вработеш 1117 вработени. Нема партиска книжка. Значи не се вработува по партиска книжка. Добро. Не се вработува. Тоа е лага. Така, добро. Имате уште време, ве слушаме. Ако е тоа се, благодарам на гледачот. Секако сите ставови сакаме да ги слушнеме, па така и еве гледате, досега имавме поприлично и доста вклучувања и драго ни е дека тоа е така, бидејќи црвена линија секако е простор каде што вие граѓаните зборувате низ ваше лично искуство и она на што сте сведоци. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака се јава Васил од Неготино. Драго ни денес многу ве има од Неготино, уште еднаш поздрав до сите од овој град. Да, вака, можда малце сум оддалечен од темата партиска книжка и слично, ама темата ми е слична со лекарите и здравството во Македонија. Партиска книжка може да кажам дека да, може да постои истата. И македонското здравство е, да не кажам, корумпирано и да не кажам црна берза е.
Јас сум случај, не знам колку сте упознати, истиот случај со Леонид, дето што го однесеа, гледам сега објавуваат портали дека е одбиено од Комисија за лекување во странство. Исто и кај мене, детето Јани Иванов, е одбиен од Комисијата за лекување во странство, иако со конзилиарно мислење и со препорака за лекување во странство, пошто таа диагноза што е во МК, значи лекување и рехабилитација, пак ќе кажам, во МК не постои, но македонското здравство воопшто не е заинтересирано, како да кажам, и во овој случај нашите деца остануваат полуинвалиди или инвалиди. Благодарам многу што се вклучивте и што директно споделивте со јавноста со што се соочувате и како родител и кои се вашите оценки во моментот во однос на состојбата во здравството. Продолжуваме. Дали партиска книшка е поважна од здравјето на граѓаните и дали е единственото нешто кое што е карта, односно влезница за вработување? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас. Одлична ви е емисијата, редовен гледач, одлична ви е темата. Вака, околу тема вам не би многу дискутирал, би преминал на главното. За голем жал, денеска гледаме многу амбициозни медицински лица кои што се дипломирани, специализација поминале, работеле по 5, по 6 години, по 7 години во здравство, небитно каде, значи во здравство, и тие се уште со договор на дело. Дали ова нормално општество за некој во тие деца што вложил труд, финансии, што поминале ковид, најтешките случаеви што ги поминаа и беа лојални на пациентите да денеска не бидат вработени за на неопределено да добијат решение. Дали е ова нормално општество и дали мислите дека вака може да се функционира тоа златни луѓе што вложиле толку во себе да бидат исфрлени на улица и да работат за некоја мизерна плата? Сакаме Европа, сакаме да се шириме, сакаме да се фалиме пред медиумиве, дека сме не знам што, и да дојде ред, еве, господинот предходно што беше Миџити, година дена зборува дека ќе ги реши статусот, ќе го реши статусот на тие медицински лица. Па не ли му е срам? Благодарам многу и вам што се вклучивте во Црвена линија. Дојде времето за реклами, а веднаш по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. По рекламите следува да ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. Подсетување, ако не следите на Instagram, време е да го сторите тој веќе во утрешната анкета да учествувате активно како останатите инстаграмџи. Оние кои што не следат веќе на Инстаграм, вака одговорија на прашањето дали за вработување лекари е поважна партиската книшка од дипломата. Со да одговорија 68%, со не 32%. Како и да е, воопшто нема да биде потребна партиска книшка, доволно е да го завртите повторно телефонскиот број 023070005 во најгледаниот кој заврти на Телма, кој што ќе стартува за многу кусо време, што значи сите ви од Црвена линија пред се благодарам за вашето учество во ова издание и ве очекувам, се разбира, да го завртиме тркалото и секако некој денес од вас да освои нов велосипед. Но тоа нема да биде единствените главни награди, бидејќи сме полни изненадувања. Дури и подкажуваме, така да запомнете ги овие прашања. На кој број ќе го добиете АМСМ? Лице што се противи на вакцинирање за себе и своето дете се вика како? Има и вакво прашање во народната песна Бог да бие Русе, твојата мајка Русе. Како се вика мајката на Русе?
И ево уште едно прашање, од која збирка поезија е песната Татунчо од Коста Солев Рацин? Точните одговори ќе ги дадете вие и со многу смеење и забава некој од вас ќе освои нов велосипед во вторник. Се гледаме.